Кратки најави за содржините на денешниот дневник. Казнети маркети, месарници, гостилници и ресторани. Уништени 267 килограми храна во Охрид, Стругар и Кичево. Од денеска ограничување на профитната маржа на дел од основните прехранбени производи. Стружани со протест го кренаа гласот против отварање ново казино во градот. Мапирани велосипедски патеки во општина Деврца. Од ноќеска на полнок поскапуваат горивата. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Денеска во Охрид имавме сончево, ветровито и релативно топло време за овој период од годината со максимална дневна температура од 22 степени Целзиусови. Утре во западна, централна и северна Европа ќе има умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Врнежи од дожд се очекуваат и во областа на Алпите и во поголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров. Во источна Европа и поголем дел од Пиренејскиот полуостров претежно сончево со појава на локална облачност. Во северните и централните предели на Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Врнежи се очекуваат и во Црна Гора и во Албанија. Во останатите предели ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури во интервал од 20 до 28 степени. Во Македонија во вторник ќе превладува умерено облачно време со повремени и кратки сончеви периоди, ќе биде ветровито и топло. Во попладневните часови локално во северозападните, западните и југозападните предели се услови за слаби локални врнежи од дожд, ќе дува до умерен засилен југоисточен југозападен ветар кој што ќе достигне брзина и до 30 км на час. Утринските температури во интервал од 6 до 15 степени, додека максималните дневни од 16 до 26 степени. Во Охрид во вторник ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Во попладневните часови нестабилно со слаби локални врнежи од дожд. Минималната температура од 12 степени, додека пак дневната ќе достигне до 20 степени. Во Охрид во среда ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со услови за слаби локални врнежи од дожд во попладневните часови. Минималната температура од 12 степени, додека пак дневната ќе достигне до 22 степен. Во четврток ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 12, додека пак дневната ќе достигне до 24 степени. Во петок ќе превладува сончево и топло време. Утринската од 12 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 25 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Добре дојдовте во светот на насмевките. Крлев Дентал Студио. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата.
маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Кошаркарска школа за деца ProBasket Junior врши упис на нови членови. Момчиња и девојчиња на возраст од 5 до 13 години можат да се пријават во текот на цел месец септември. Со ProBasket Junior заедно за правилен раст и развој на децата. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Казнети маркети, месарници, гостилници и ресторани. Уништени 267 килограми небезбедна храна. Ова е епилогот на дводневниот вонреден инспекцијски надзор на Агенцијата за храна и ветеринарство во Охрид, Струга и Кичево. Најчестите прекршоци се немање декларации, продажба на храна со поминат рок и незадоволителни хигиенски услови. Во Струга казнети маркети месарница, уништени 65 килограми небезбедна храна. Во Охрид казна од 500 евра за работи една гостилница, каде беа пронајдени 15 килограми небезбедна храна. Во Кичево пак, покрај казната, времено е затворен еден ресторан. Таму се уништени 187 килограми храна. Ова е резултат само на дводневните вонредни инспекцијски надзори на Агенцијата за храна. Најчестите прекршоци се немање декларации и продажба на храна со поминат рок. Тоа говори дека во иднина Агенцијата за храна и ветеринарство ќе спроведува вонредни контроли било каде на целата територија на Република Македонија. Имаме парични санкции и санкции кои што затворени додека при 10 дена или 60 дена додека не ги обезбедат потребните документи. Контроли се прават секојдневно на целата територија на Република. Дали станува збор за производство, за увоз или за извоз, секојдневно се прават контроли. Кај некои од операторите утврдени се и незадоволителни хигиенски услови, вршење на активност која не е одобрена од Агенцијата за храна и непоседување на санитарни книшки за вработените. Се разбира дека и по законските нормативи секоја храна, секој продукт мора да има декларација. Се она што не е по закон и што нема декларација, се разбира дека треба да биде пријавено и на пазарен инспекторат и соодветно службите од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство ќе постапат. Само во првите 6 месеци од годинава во внатрешниот промет спроведени се 24.335 инспекцијски контроли, а изречени се вкупно 2.433 инспекцијски мерки. Уништени се 37,6 тони и 13.654 литри небезбедна храна. Во текот на летната сезона во Охрид и Струга беа уништени 8,7 тони небезбедна храна, а беа казнети 54 оператори. Од денеска ограничување на профитната маржа за 10% на дел од основните прехранбени производи. Одлуката ќе биде во сила до 31 октомври. Цените на 73 прехранбени производи до 31 октомври годинава се очекува да бидат понески откако владата е усвои одлуката за ограничување на бруто профитната маржа на дел од основните прехранбени производи до 10% во трговијата на големо и на мало. На листата на основни прехранбени производи во така наречената есенска кошница се вклучени производи кои се најзастапени во потрошувачката кошница на граѓаните. На листата која објави Министерството за економија и труд се наоѓаат ориз, леп, пекарски производи, масло за јадење, сите видови зеленчук и овошје свежо и замрзнато, месо и месни производи, млеко и млечни производи и друго.
Производите вклучени во есенската кошница на полиците, фрижидерите и разладните уреди во маркетите треба јасно да бидат обележани со надписот "Помалку трошоци, повеќе за тебе". Трговците на големо и трговците на мало ќе имаат обврска да ги прибавуваат и продаваат во месечни количини од најмалку 70% од прибавените количини во август годинава од овие производи на листата. Одлуката ќе биде во сила до 31 октомври, а евентуалното повторно енормно поскапување на производите опфатени со неа, според министерот за економија и труд Дурмиши, ќе се спречи со законот за забрана на нефер трговски практики, кој треба да стапи на сила на крај на месецов. Владата најави дека ќе има и божикна кошница, рамазанска кошница, великденска кошница со ограничено време на траење пред и за време на празниците, кога вообичаено се зголемуваат цените на основните прехранбени производи, а се со цел да се заштити стандардот на граѓаните. Стружани со протест го кренаа гласот против отварање на ново казино во градот. Велат, во градот има повеќе објекти наменети за игри на среќа од училишта. Бараат стопирање на изградбата, дислокација и отстранување на објектите наменети за игри на среќа. Стружани преку протест го кренаа гласот против казина и обложувалници. Алармот го вклучи изградбата на ново казино во градот во близина на училиште и детска градинка. Велат, во Струга има повеќе објекти наменети за игри на среќа од образовни институции. Бараат државата да го ограничи бројот и локациите каде може да се отвараат вакви објекти. Барем да ги ограничат местата каде што може да се, а иначе сме за да нема казина во Македонија воопшто, како што има, например, како што нема во Грција, како што и во многу други земји. Меѓутоа да не бидеме радикални, барем да не се на вакви стамбени места или блиску до школи, да најдат начин тоа да се дислоцира. Ние ќе ги поддржуваме до крај, зашто ова е една болест до нашето општество и гледаме секој ден лошо и полошо, не само тие што играт, но и тие што го поддржуваат ова болест што е казино. Затоа ние не бараме дека блиску или далеку од школата или од градинките, но ние бараме да се тргнуваат скроз од нашето општество. Штетите и последиците што ги предизвикуваат игрите на среќа во животот на младите луѓе и семејствата се големи, велат граѓаните кои бараат затворање на казината и обложувалниците. Да, сите знаеме, бар тие основните работи, дека треба да се негативното влијание врз младината, врз децата наши, да сите знаеме дека треба да се бар неколку километри од градинки, од школи и така натаму. Ние тука зад нас е градинката ни 200 метри, па понатака 400-500 метри воздушна линија ни е основната школа. А освен тоа, ево и како што гледате и на прва линија на крајбрежето на езерото. Да. Непосредно во близина имаме школа, имаме објекти кај што учат нашите деца, во ток школа учи и моето дете. Сум апелирал, сум се ангажирал, но до сега немаме никаков одговор од страна на владата. Исто така мора да потсетам и фактот дека ова нема да запират овде. Ние ќе одиме и со нашите предлози во сите институции, во сите надлежни органи кои се зовем на Министерството за финансиите и владата. Во февруари годинава поранишниот председател Пендаровски не го потпиша указот со предложените измени во законот кој предвидува објектите за игри на среќа да бидат оддалечени не помалку од 500 метра од основните и средните училишта. Само во Струга има 50 обложувалници и казина, но поразителни се податоците од истражувањата кои што покажуваат дека коцкањето е порок и кај деца. Мапирани велосипедски патеки во општина Дебарца со проектот Патеки на откривање. Со проектот Патеки на откривање, кој го спроведува Сдруженијето за планински велосипедизам Рупи Кабра МТБ, со поддршка на општина Дебарца, а целосно финансират од Амбасадата на Сојузна Република Германија, деновиве се изврши мапирање на велосипедски патеки во општина Дебарца, со што се овозможува на љубителите на планинскиот велосипедизам и љубителите на планинарење по падините на планините во општина Дебарца олеснет пристап за нивно откривање, како и безбедно започнување и пристигнување по обележана велосипедска патека, информираат од општина Дебарца.
Поскапуваат горивата. Од ноќеска на полноќ соопшти регулаторната комисија за енергетика. Бензините поскапуваат за £1,5, а дизелот и екстра лесното масло за домаќинство за половина денар. Така, новата цена на Евросуперот БС95 ќе биде 75 денари за литар, а на Евросуперот БС98 новата цена ќе изнесува 77 денари за литар. Евродизелот ќе се продава по цена од 67,5 денари, а екстра лесното масло за домаќинство за 66,5 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот ќе поскапи за 0,499 денари и 1 килограм ќе чини 41,827 денари, соопшти регулаторна. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. 4 лица загинале, а 17 се повредени, откако поголема група од возило од движење отворила оган пред популарен ноќен клуб во Бирмингем во сојузната американска држава Алабама. Началникот на полицијата соопштил дека од возилото излегле повеќе напаѓачи и почнале да пукаат кон толпата, а потоа избегале. Полицијата тврди дека пукањето било насочено кон едно од убиените лица и дека најверојатно станува збор за нарачано убиство. Приоритет е да ги пронајдеме напаѓачите и да ги тргнеме од нашите улици, изјавил градоначалникот на Бирминген. 4 лица загинале, меѓу кои 2 мали деца на возраст од 4 и 6 години во експлозија на газ во Јужна Италија, кој предизвикал уривање на зграда во близина на Неапол. Загинати се и мајката и бабата на децата. Таткото бил пренесен во болница во тешка состојба, а меѓу повредените и нивното новородено бебе. Повредите на бебето не биле опасни по живот. На терен веднаш пристигнале повеќе од 60 спасувачи кои трагаат по уште 6 лица кои останале под урнатините. На уривањето на адвокатната зграда му предходела страшна експлозија за која се предпоставува дека од плинска боца, најверојатно во станот на вториот кат во кој живеела бабата. Најмалку 6 лица загинале, а 10 се водат како исчезнати во поплавите предизвикани од рекордните врнежи кои паднаа во јапонската префектура Ишикава. Околу 40.000 луѓе се евакуирани, а околу 4.000 домаќинства останале без струја. Многу реки се излеале и ги поплавиле патиштата, отсекувајќи повеќе од 100 населби низ префектурата, јавуваат локалните медиуми. Властите ги повикале граѓаните да останат на готовност, бидејќи се очекува обилните врнежи да продолжат и денес. Бранот од поплави стигнал и до привремените домови кои беа изградени за оние кои ги загубија своите домови во земјотресот што го погоди регионот на првиот ден од новата година, кој беше со јачина од 7,5 степени според Рихтер, во кој загинаа 236 лица, беа уништени многу згради, а избувна и голем пожар. Иран уапсил 12 лица кои се обвинети за шпионажа во полза на израелската надворешна разузнавачка агенција Мосад. Наводно биле оперативци кои соработувале со Израел и планирале дејствија против безбедноста на Иран, односно станува збор за саботери чија цел била за интерес на Израел да предизвикаат вознемиреност и безбедносна криза во Иран, соопштила моќната елитна воена сила на Иран, корпусот на чувари на исламската револуција. Уапсените се обвинуваат дека се обиделе да соберат доверливи информации во 6 провинции во земјата и да ги пренесат на Мосад, но не било наведено во кој период се одвивала операцијата на нивното следење и апсење. Лицата може да се соочат со смртна казна доколку бидат прогласени за виновни. Почитувани гледачи, го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!